Образовните институции во Струмица се подготвени за грејната сезона. Основните и средните училишта, како и градинките, со редовните сервиси и последните подготовки на котлите за грејење, ќе започнат престојната сезона, вели директорот на Струмица Газ Зоран Китанов. Според него во Струмица нема официјален почеток на грејна сезона. Гасот во институциите го има во текот на целата година и затоа со грејењето се почнува тогаш кога надлежните ќе одлучат дека е потребно. Котларниците како котларници во училиштата и во градинките, во јавните институции се 100% спремни. Веќе овие денови ние имавме пробно пуштање на гасот во котларниците и знам дека тие веќе може да си го користат без никаков проблем. Се дали тоа ќе биде официјално од понеделник или од денес или од утре, меѓутоа од понеделник знам сигурно дека ќе користат, така не е најавено. А за овие денови може би пуштаат на Савајле, не можам да ви тврдам, градинките мислам дека пуштија вчера или денес на Савајле, но тоа е тој период, како да кажам, додека од 7 до 9, така да порасне дневната температура, бидејќи после во 12 часот вие пак имате 21-22 степени, така да глупо е да се користи во тој период. Но тие се спремни, родителите да не се грижат, децата ќе си бидат на топ. Предпријатието испорачува газ 24 часа, цела година. Затоа и домаќинствата кои се приклучени на гасоводната мрежа може кога сака да го користат енергенсот за грејење, а исто така може да уживат во неговите благодети за готвење и секогаш дома да имаат и топла вода. Гасот е како струјата. За струјата имате струјомер, за гасот имате гасомер. Тој си мери од први до први во месец. Вие дали ќе се греете и во мај месец или во септември, тоа е ваш избор. Гасот си е нон-стоп присутен. Според Китанов се зголемува бројот на граѓани кои се приклучуваат на гасоводната мрежа во Струмица. Во општина Струмица веќе се направени околу 250 приклучоци на стамбени и деловни објекти, но пред се на општинските институции.